На 20 дена пред референдумот за договорот со Грција, клучен за натамошниот тек на интеграциите на Македонија во НАТО и ЕУ, кампањата за и против е во полнек. Владеачката СДСМ со став дека идентитетот, јазикот и националноста се заштитени, влезот во НАТО е речиси формалност и за прв пат добиваме дата за старт на преговори со Европската Унија. Опозицијската ВМРО ДПМН пак тврди дека со договорот се губи идентитетот, јазикот и нацијата, а за референдумот кој е клучен за евроатлантските интеграции се без став. Топ тема на ваша страна ги анализира клучните делови од договорот за кои се води жестока дебата со меѓусебни обвинувања. Според владата, која тоа го наведува во факти за договорот објавен на нејзината веб страна, договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци. Наша одговорност и света должност беше да го зачуваме идентитетот македонски. Не само што го зачувавме, туку и го потврдивме и зајакнавме. Опозицијата пак со став дека го губиме идентитетот. Со така наречениот договорот Преспа, Заев и неговата влада се откажа од македонското име, јазик, идентитет, историја и култура, како и македонското малцинство во соседството. Член 7 од договорот се однесува на ова прашање и во него стои: страните прифаќаат дека нивното разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. За првата страна, Грција, тоа се хеленската цивилизација, култура и наследство од антиката до денес, додека за втората страна, Македонија, термините ја означуваат нејзината територија, јазик, народ и нивните одлики, со нивната сопствена историја, култура и наследство, кои се особено различни од оние на Грција. За владата договорот го потврдува постоењето на македонскиот јазик. Македонците и македонскиот јазик се впишуваат во ризницата на светските народи и јазици. И никој повеќе нема дилеми. Никој повеќе не го оспорува тоа. ВМРО ДПМН пак има замерки за договорот и во делот со јазикот. Него дочитувате и понатаки, останатите членови кои што кажува дека во фуснота ќе стои дека тој јазик е од групата на словенски јазици, не знам што таму дополнително е допишано. Што до сега го нема. Зошто беше потребно да се стави? Што пишува во договорот? Официјалниот јазик на втората страна, Македонија, ќе биде македонски јазик, како што е признаено на третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, одржана во Атина во 1977 година. Ставот на владата е дека се зачувува македонското државјанство сега и во иднина преку договорот со Грција, но на оваа точка се посветува најмалку внимание. Многу јасно пишува: нашето државјанство е македонско. Опозицијата е со став дека државјанството се менува со промена на името на државата. Државјанството на втората страна ќе биде македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија, како што ќе биде заведено во сите патни документи. Како го зачувале кога јасно пишува дека ќе бидеме граѓани на Република Северна Македонија? За владата, меѓународните кодови на државата остануваат како што е определено од Меѓународната организација на стандардизација, ИСО. Меѓународните кодови МК и МКД ќе бидат обезбедени. Опозицијата тврди дека со договорот се менуваат кодовите. Член 1, точка 3 под Д. Кодот за земјата на регистарските таблички на возилата на втората страна ќе биде НМ или НМК и ќе треба да биде пишано произведено во Република Северна Македонија. И тоа ќе треба да им го наметнете, тоа исто така не го кажувате, односно многу успешно го премолчувате. Владата тврди дека со договорот се отстранува и последна пречка за членството во Алијансата. НАТО одлучи да биде врачена покана да станеме 30-та членка на Алијансата. Ја добивме поканата да станеме сојузник на најсилните земји членки во светот. Меѓутоа, владата го префрли фокусот на референдумот како услов за влез во Алијансата. Да излеземе гордо и да одлучиме за нашето место во братството на европските народи, во Европската Унија и да застанеме рамо до рамо, рамноправни со најсилните земји на светот, членки на НАТО. Опозицијата од друга страна смета дека тоа не е така. Нема ниту датум за преговори со ЕУ, ниту безусловна покана за НАТО. А нема затоа што имаме неспособна влада.
мора да престанат поразите. Генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг со кристално јасна порака која повтори во неколку наврати. The idea that there is an alternative where you can reject the name agreement with Greece and join NATO is an absolute and total illusion. Според владата, за прв пат добиваме датум за почеток на преговорите за членство, како резултат на договорот со Грција. Опозицијата пак тврди дека датум нема. Она што Македонија го доби со извештајот е следниот јуни, следната година повторно да се направи преоценка за состојбите и се останато е шарена лага. По ова прашање, Брисел е јасен. Because now it's clear that we will start negotiations in June next year and we can as a commission immediately start preparing these negotiations from tomorrow onward. Датумот за старт на преговори е јуни 2019 година. Договорот со Грција и референдумот не се главниот услов за почеток на преговорите со Европската Унија, бидејќи нашата држава до тогаш мора да испорача реформи во неколку клучни сектори.